Вчера српските медиуми јавија дека токсичен отпад е фрлен во близина на границата со Македонија. Со какви информации располага Министерството? И вие како служба? Ваква информација до Инспекторатот за животна средина официјално нема пристигната, меѓутоа преку интернет мрежите колегите од Инспекторатот на некој вебсайт увиделе дека има некаков отпад кој бил на територијата на Србија, меѓутоа во близина на македонска граница. Не знаеме конкретно за што се работи, меѓутоа согласно процедурите, кога се работи за транзит на опасен отпад, тоа оди преку дојава. Ние како државни инспекторат добиваме редовно такви дојави од страна на и во конкретен случај во Србија. Тоа се проследува со формулари соодветни од компанијата која е извозник на отпадот и извозникот, односно транспортерот на отпадот кој треба да поседува соодветни дозволи и соодветен вид на механизација за транспорт на тој отпад. Во овој момент, како што ви кажав, ние немаме таква дојава. Согласно Базелската конвенција, должни се било кој продуктор на опасен отпад да биде регистриран и согласно процедурите за добивање на дозволи за транспорт или одлагање на отпад да добие соодветни дозволи. Во секој случај, значи во овој случај немаме таква дојава. Како и да е таква фирма поминала низ Македонија со овие шлепери со така? После сето тоа, значи откако колегата од инспекторатот дознал за ваква работа, се обратил до царинска испостава и тие не добиле такви информации, значи за да се изврши таков транспорт. Како и да е без дојава, во секој случај на нашите терминали има рентген апарати кои регистрираат, односно вршат контрола на таков вид отпад од типот, особено на радиоактивна колку постои, и не известуваат нас. До овој момент немаме таква дојава. Како го контактиравте ли Српското Министерство за екологија? До каде е истрагата? Имате ли некаква дојава од таму? Како ќе тече понатаму целата процедура? Затоа што Како би можеле да дознаеме дали во близина на Македонија навистина има истурено, расфрлано отпад? Како што кажав, значи ова е од извори на од Србија пред се на територија на Србија. Меѓутоа, од кога дознавме сето ова, колегите во текот на денот ќе контактираат со колегите од Инспекторат за животна средина во Република Србија да видиме дали ова има нешто или е спекулација. Можно е и двете варијанти. Затоа до крајот на денот ние ќе знаеме поконкретно дали има таква нешто воопшто почнато транспорт и доколку има, докаде целата ова работа. Ова ќе го направиме преку Инспекторатот за животна средина од Србија. Значи ние имаме контакт телефони, имаме мејл адреси, но да почекаме да видиме како ќе се одвива работа во текот на денот. Доколку се открие дека има такво нешто, дека таков опасен отпад е фрлен во близина до Македонија, што тоа значи за нас како граѓани на Македонија? Во секој случај мислам дали има место за паника? Мислам дека така, тоа сакам да кажам. Мислам дека нема место за таква работа, затоа што сепак тој отпад, ако е таков стварно како што медиумите кажуваат, е сериозен и високо ризичен отпад и не би се дрзнал било кој да го тоа одложи на било кое место, но сепак да оставиме на времето да видиме што ќе каже. Доколку има таква работа, доколку од било кој причини тој отпад е оставен некаде, одложен, согласно процедурите тој ќе биде на време и соодветно третиран, односно дислоциран. Значи тоа предвидува законот. Дали на територија на Србија или во Македонија, согласно Базелската конвенција, секој продуктор на опасен отпад, особено ваков тип, должен е да го одложи на соодветно место, односно да ја знае крајната дестинација. Можда од било кој причини е времено одложен транспортот. Меѓутоа да се одложи трајно на некоја локација не ми се верува лично. Не верувам затоа што прописите се усогласени со меѓународните стандарди и кај нас и во Србија конкретно, така да лично јас не верувам да е ова направено. Меѓутоа ако и да не се повторам, ако веќе е сторено такво нешто ќе се санира. Благодарам. И на вас.